Дали знаете дека со одредени форми на хронична леукемија може да се живее нормален и квалитетен живот, слично како со одредени хронични состојби како што е дијабетесот или пак покачениот крвен притисок? Искуство од прва рака ќе ни раскаже денешниот гостин Игор Петрески, театарски и филмски шминкер. Добре ни дојде Игор во студиото на Телма. Благодарам на поканата. Со нас во студиото е професор доктор Оливер Карамфилски, хематолог во Аџибадем Систина, кој ќе појасни што е тоа хронична леукемија. Па професоре, што е тоа хронична леукемија и на каков начин се разликува од акутната? Две основни форми на леукемија, тие што веднаш се развиваат, имаат многу бурна клиничка слика и такви кои што постапно се развиваат, дури се непрепознатливи за доста пациенти, дури и за лекари, додека не стигнат до полна манифестација, кога биваат упатени кај хематолог. Меѓутоа, како што и во најавата рековте, некои од нив дури и не треба да се лекуваат. Најтешката моја работа, како на пациент што има дијагноза леукемија, да кажем, не треба да се лекуваат. Веројатно тука настапува Сите. Вака. Еден шок. Како имам леукемија, не треба да се лекувам. Ќе ви објаснам. Професоре, кои се симптомите на хроничната леукемија? Се разликуваат ли од оние на акутната? Не се разликуваат дури од многу други проблеми кои што може да ги имаат пациентите и тоа е најголемиот проблем. Нема ни еден специфичен симптом кој што ќе каже вие имате леукемија. Тоа е сепак лабораториска, односно клиничка дијагноза. Меѓутоа, во симптоматологијата може да се јавуваат многу општи работи, како слабост, малаксеност, покачена температура, ако има инфекција пациентот, крварење и такви работи, слабење општо и на апетитот и загуба во тежина. Меѓутоа, се сепак многу генерални симптоми. Може ли хроничната леукемија долго време да остане непрепознаена, бидејќи не дава карактеристични симптоми? Многу често пациентите ги добиваме во фаза кога имаат ненормално зголемување на бројот на леукоцитите, што е еден од лабораториските сигнали дека нешто не е во ред. Меѓутоа, тоа кај пациентите не се препознава кога ќе отидете на систематски преглед, ќе направите крвна слика и тогаш ќе ви кажат нешто не е во ред со леукоцитите. Игор, како вие дознавте дека имате хронична леукемија? Симптомите беа очигледни или пак случајно беше откриена болеста? Случајно, како што кажа професорот, бев номатичен лекар за некоја друга општа состојба и нормално, нели? Се препорачува крвна слика, нели да се види крвната слика и таму беше првиот аларм кога беа многу покачени леукоцитите. И потоа следуваше, нели, упат за на хематологија. Тоа беше првично и после на хематологија се прават дополнителни испитувања, значи нели докторите знаат дијагнозата, но понатака мислам дека неколку дена се чека, 6-7 дена за микробиологија, ако не се лажам, да стигне точната, да речем, дијагноза и да започне лекувањето. Со мене беше така. Драматично ви беа покачени леукоцитите? Па мислам да. Ја после тоа нешто видов некои резултати, да. Тоа професор ќе обясни поточно како, ама беа покачени. Што најмногу ви исплаши кога слушнавте леукемија? Терминот кога ќе го слушнете, затоа што спретходно со мислам ниво моје блиско окружување, роднини или било каков сум немал некој член со таква состојба, едноставно мислев дека тоа нели смртоносна дијагноза. И кога ми соопштија, мислам беше шок. После тоа, онака како на филм, беше докторка, не ми текна името, нека ми прости, и се таа ми зборува, јас мање више бев како ислушен, така да кога не знаев, нели, после другите анализи кога се добија дека Значи требаше да почекате за да дознаете дека имате хронична форма. Да, јас не знаев, јас како прво не знаев ни дека има ни поделби, ни хронични, ни акутни, мислев дека едно, дека е најлошото и дека али за среќа не било така. После другите анализи, кај професорот Карамфилски имав среќа тој да ми биде хематолог и професорот ми објасни што е како и сега се во ред, ама така, ви објасни дека има постои хронична форма и тогаш се смиривте малку, успеавте? Да. После тоа веќе беше друго, али тие 6-7 дена беа пекол. Така да, малку и психички нормално, пошто не е тоа. Мислам, не е дека одите на лекар за главоболка, па нешто слично, него тоа е сериозна. Мислам, сериозен термин сега, за среќа медицината оди напред, нели, и да речам, мојот тип на леукемија е решлив, така да професорот ќе подобјасни подетално. Така, ќе појасниме во емисијата подетално како се тоа се третира. Дали секогаш се само леукоцитите покачени кај хроничната леукемија или пак можат и останатите крвни клетки, како што се црвените крвни клетки, тромбоцитите?
ќе влеземе во една друга категорија на заболувања кои што се хематолошки, меѓутоа ги викаме миелопролиферативни болести, кои што не се хронична миелоична. Хронична миелоична леукемија има една многу јасна одлика, а тоа е да има еден генетски маркер кој што е позитивен и точно тоа е причината зашто чекаме за резултати. Ние секој пат, иако на прв поглед на секој резултат знаеме да помислиме со голема доза на сигурност за што се работи, мора да имаме потврда за дијагнозата, а кај случајот на хронична миелоична тоа го дава позитивитетот на така наречениот Филаделфија хромозом. Аха, значи генетска анализа се прави. Прво заболување за кое што е покажена поврзаност, не викаме предизвикувач, туку поврзаност, напоредно постоење на болест и на овој генетски маркер, односно таа генетска мутација на еден хромозом, кој што е многу специфичен, се јавува само кај тоа заболување, така да тоа заболување е издвоено како посебно. Во исто време тоа заболување представува нешто најдобро што сум го искусил во хематологијата од како работам хематологија. Тоа е болест комплетно излечива. Можете со денешниот начин на лекување да земете крвна слика, да земете дури и генетски анализи кај ваков пациент и со ништо да не може да докажете дека постои било какво заболување. Така, дури неверојатно ова звучи. А какви се испитувања обично се прават за да се утврди хроничната леукемија? Дали е потребно да се земе биопсија од коцкена срцевина, бидејќи има различни форми, ако не се лажам, на хронична леукемија? Секако. Треба да се типизираат, макар да и на изглед ги препознаваме клетките какви се, значи треба да се дефинира нивниот имунолошки тип или профил, треба да се направи коцкена срцевина која што ќе ни ги разликува хроничните леукемии од другите типови на заболувања за кои што спомнавте дека може да се помешаат едни со други, особено ако Филаделфија хромозомот е негативен, тогаш треба да се прави сигурно разлика. И натаму пациентот практично треба да се мониторира. Тоа е најважниот дел за да се види каков успех постигнува терапијата. Игор беше многу мирен на првиот контролен преглед после доаѓањето, бидејќи виде дека одеднаш крвната слика му е нормална. Се стабилизира. Апсолутно нормално, немаше никаков проблем веќе. Значи, се што беше за месец дена терапија практично веќе влезе во нормала и никогаш, откако памтам, ја не знам веќе колку години има, немал проблем со промена во крвната слика. Дали е важно рано да се дијагностицира болеста за да се почне со лекувањето, со оглед на тоа што симптомите се нетипични, понекогаш се открива болеста подоцна? Со денешниот начин на лекување практично во било која фаза, ако го фатите заболувањето, истиот успех се постигнува кај сите пациенти. Може да го смените типот на лекот, кој што е прва или втора или трета генерација, меѓутоа на истиот тип на лекови, кој што заедно се викаат тирозин киназни инхибитори, ако не ви реагира пациентот на првиот, основниот тип на тирозин киназен инхибитор, или ако има одредена мутација која што се јавила или во тек на заболувањето или ја носил пациентот претходно, која што го прави неосетлив на основниот тип на лек. Имаме лекови кои што ја надминуваат и таа проблематика. А како лекарот проценува, одлучува дали одреден пациент ќе биде ставен на терапија или само ќе се следи неговата состојба? За овој тип на заболување немаме дилема. Тие сите пациенти биваат ставени под терапија. Веднаш се ставени. Она што е што го најавивте во најавата за нелекување на пациенти се однесува на хроничната лимфоцитна леукемија, која што е друг профил на клетки, друга прогноза, друг систем на класификација, друг начин на пристап. И сега таму колку може да се следи, да се чека? Може до живот. 60 до 70 пациенти од хроничната лимфоцитна леукемија никој пат во животот не бараат лекување. И тоа е најтешкиот проблем што мора да го објаснам на пациентите. Како професор ми викат имам леукемија, не треба да се лекува. Имам многу такви пациенти кои што до ден денешен, а години сум ги гледал, не се кандидати за терапија. Бидејќи имаат многу спора еволуција, немаат никакви проблеми со животниот стил или со животните обврски, и завршуваат сите работи како што треба, немаат слабење на крвната слика во смисла на хемоглобин, немаат паѓање на бројот на тромбоцити, немаат температурни епизоди, немаат крварење, немаат ништо. Може да имаат покачен број на леукоцити, може да имаат ситни жлездички кои што не сметаат, не прават проблеми на никоја функција. Игор, значи вие сега бесте ставен на терапија, кој што даде веднаш резултати. Се уште примат? Да, примам иматинип. Тој со професорот Преска разговаравме дека јас колку имам читано истражувано дека единствен лек
барем до сега, што спречува рак, да речем, до живот. Така да, како што кажа професорот, што после првиот месец кај мене било сликата добра, памтам кога се слушнавме на телефон, ми рече крвната сликата е нормална. Тоа за мене пак не беше јас сум леле супер, него беше малце дека одиме на правиот пат. Така да, се уште примам таа терапија со можност да се прекине. Со одредени испитувања, јас веќе 5 години ја примам таа терапија и со одредени испитувања, ако во временски период подолг од една година сум во ремисија, значи болеста не постои. Тоа професорот ќе го каже по професионално, така да условно кажано сум кандидат да се прекине терапијата, но и со продолжувањето имам нормален живот и со таа таблетка еднаш во дена што пијам имам нормален. Мислам се е нормално, апсолутно се е нормално. А споминавте дека читате? Да. Истражувате на интернет? Не премногу, пошто све има на интернет и некојаш може да се преплашите од некои стари. Имате наидено на некои застарени информации што ви извадили од памет? Да, имам, сега не знам исто во тие истражувања, тоа беше на почетокот, дека со таа состојба се живее само 9 години. И сега да прочитате такво нешто, мислам, едноставно е демотивирачки, нормално. Така товар психолошки? Апсолутно, да. А тоа мислам дека беше пред со професорот да го направиме разговор дека се ќе биде во ред. Да, така да. А сега читате? Па не. Ги знам веќе сите информации што се потребни. Се консултирам со професорот, сега и со хематологот што е Божидар Кочовски, така да се не е под контрола, се редовни контроли, се си окей. Нема потреба за нешто плюс читање, така да некои прашања ако нешто не ми е јасно, се консултирам. Така со лекар, со стручно лице, наместо со доктор Гугл. Потомство сега последно беше, каде што се прават и тестови сега го планирам и потомство да имам, така да се е во ред од таа страна. Значи, покрај терапијата е можно да се има потомство? Па да, тоа професорот ќе обясни, мислам дека да. Така. Значи, постои можност за тоа? Постои можност, апсолутно. Ајде од порано да ја почнат приказот. Луѓето што ги измислија лековите за хронична миелоична леукемија, кога год да е ќе ја добијат Нобеловата награда. Бидејќи тоа е единствено малигно заболување што може да се излекува. Значи не зборуваме за ставање под контрола, туку за излекување? Излекување тотално. Елиминирање на генетската одлика на болеста, мислам, невозможно, фасцинантна работа. Деактивирање на генот е тоа всушност? Апсолутно, го нема. Не може да го најдете со ниједна метода на испитување. Мислам, тоа е една фантастична работа. Меѓутоа, постои спор во светот колку луѓе и кои луѓе се заслужни за наоѓање на лекот и на принципот на лекување. Додека тоа не се расчисти, нема да знаеме кои се тие што ќе добијат. Меѓутоа, ќе бидат од таа категорија. Важната работа кај пациентите да го следите успехот, односно нивото на продлабочување на одговорот кон терапија, тоа се прави со техники на молекуларна генетика. Пациентите што имаат многу длабок одговор, тоа се мерки што ние ги разбираме, нели, можат, после одреден период, кој што сега сме го дефинирали на 2 или 3 години, да направат обид за тотален прекин на терапија. Половината од тие пациенти никој пат веќе нема да имаат болест. На вистина. Никогаш нема се вратат. Ова е приказ на кој што беше несватливо. Не можевте да помислите дека таква реченица може да конструирате во онкологија и во хематологија. Дека сте излечиле малигна болест. Ова е денеска реалност. А што е со другата половина од пациентите? Другата половина се враќа повторно по терапија. Добра. И може би чека дури и втора шанса, бидејќи во таква ситуација кога втор позитивен одговор, а постигнуваат сите, постигнуваат повторно поволен одговор, повторно во некоја втора прилика, повторно може да го направат истиот обид. Се случува пациентите да не сакаат да ја прекинат терапијата од страв? Се случува. Имаме една група на пациенти кои што беа организирани меѓу себе, така да не мора да доаѓаат сите одеднаш, туку еден човек практично доаѓаше по терапија за сите одеднаш, една фантастична група на пациенти кои што беа некако поврзани со мене, кои што кога им кажав може да направиме обид за прекин на терапијата, меѓутоа во таква ситуација ќе мора почесто да доаѓате на контроли за да видиме да не пропуштиме дека ви се враќа болест. Професор, една таблетка дневно, кој ќе доаѓа сега пак?
Игор, поедноставно е со една таблетка, отколку и да си има таа мисла да не случајно се врати болеста. Или вие би се охрабриле доколку ви понуда да ја прекинете терапијата веднаш? Мене не ми пречи да се прекини, да се, нели, тоа ќе видиме сега со тестирање. Како што ќе кажат резултатите? Да, апсолутно, али кој што каже професорот, не е проблем една таблетка во денот, ма знаете дека сте мирени, дека сте здрав, така да не е проблем. Ја викам чуверна стравата. Така, чуверна страва. Во нашата професија, кога ќе имате еден таков фантастичен лек, сакате да бидете сигурни дека нема и несакани ефекти. 25 години, 27 лековите се во употреба, моравме да чекаме време, бидејќи времето е лек за се, да најдеме дека нема нешто што се случува што е непредвидено или има несакано. несакани ефекти? Едната работа беше за влијание врз децата. Има примери кои што дури и пациенти што го примале лекот континуирано имаат нормално потомство, меѓутоа тоа не сме да биде ризик на страна на медицината. Мора да биде лично. И, значи, пациентите се предупредени за тие работи и сепак решаваат. Предпочитаме да им препорачаме на пациентите, особено на жените во тек на бременост, да не го примаат, односно ако е можно да направат таков премин. Кај мажите и покрај несигурноста што влада, сепак сме по-лесно е некако кога не мислите на несакани ефекти од лековите. Така. Да не се размислува на тоа, да не биде дополнителен товар. Совет за луѓе што читаат. Пациентите што денеска имаат можности да читаат, се предизвик за нас како професионалци. Ние мора да читаме повеќе од нив. Меѓутоа, ве молам сите, читајте медицински извори, не блогови. Баба ми имаше една пријателка и така натаму. Значи, барајте медицински извори, барајте ги современите, не од пред 20 години, туку нови. Релевантни. Апсолутно. Игор, вие за вашата состојба, за вашата болест, разговарате со пријатели, споделувате? Соработувате со луѓето кои што ја имаат вашата дијагноза во здруженијата и слично? Па не, мислам ја отприлика знам како, нели, да речем дека постои здружение, но не сум, како да кажем, член. Мислам, не сум почувствувал, да кажем, нека потреба. Доколку на некого можем да помогнам со моje искуство или слично, мислам, нема проблеми да ме контактира, но вака не сум нешто, нели, активен член, да кажам. А што се однесува до споделувањето, па блиски луѓе тоа беше на почеток. Но не им кажавте никогаш на вашите родители? Да, на моите родители не им кажав, затоа што сакав да ги заштитам од стрес, затоа што немаше потреба да го знаат тој термин. Да, татко ми почина пред 2 години, он не дозна, мајка ми се уште не знае, нема се повозрасна, така да и нема потреба да знае за да ја заштитам од дополнителни стресови. Така. И тоа. Така одлучивме сега, да речеме се оке, сега по ичма нема потреба да... Мислам, тоа беше моја одлука и мислам дека правилна одлука. Затоа што, видите, не можат они да помогнат, да можат со нешто да помогнат, а вие да сте во загрозувачка состојба, тогаш секако дека ќе се каже. Али кога нема начин, нели, условно кажано да ви помогнат, а само стрес јас ќе им нанесам со слушањето на тој термин, така да одлучив дека нема потреба да знаат. А имате ли начин за, понекогаш психолошки товар се јавува, нели? Сте минале на почетокот нешто такво. Како се справувавте со него? Сметате ли дека пациентите кои што имаат ваква дијагноза, дека имаат потреба од психолошка поддршка? Па не, мислам дека не. Еве и со вакви емисии со луѓе што имале искуство, еве како мојот пример сега што го прераскажувам, мислам дека апсолутно нема потреба, али мене кога ми беше дијагностицирано, јас не познав никој, како што кажав на почетокот, така да не знаев кого да прашам, условно кажано да ме утеши, нели? Така да тоа беше професорот кој ми каже дека ќе биде во ред, дека нели, дека се држи под контрола и нели си имаме нормален живот, така да се беше оке, така да за некој, да кажам, што имаат некои своји блиски со оваа состојба, нема потреба, мислам, нема потреба такви стресови, така да, јас пак ќе кажам, стресот беше, ете тие 6 дена, тој ги чекавме финалните, што се вели резултати, така да, да, беше стесно тие неколку дена, мислам, али помината, да не се навраќаме, да. Професоре, сметате дека пациентите со дијагноза леукемија имаат потреба од психолошка поддршка, од информираност секако, но дали имаат потреби од нешто такво? Неколку месеци од како ќе видат дека тоа што им кажуваме, како прогноза и како пристап во лекувањето е апсолутно успешно, мислам дека веќе натаму го губат
Така. Сдруженијето на пациенти со хронична миелоидична е едно од првите здруженија што е формирано со такви дијагнози активно цело време. Денот е со оглед на бројката што е врзана со Филаделфија хромозомот. Ние во медицината викаме транслокација, значи преместување на генетски материјал од 9-тиот на 22-тиот хромозом, па затоа 9 и 22, односно 22 септември е денот на хронична миелоидична во цел свет. Така. Има здруженија кои што се, значи пациентски здруженија на ниво на свет. Myeloma patient, хроник мајелоид леукемија, светска организација која што се грижи за ова, која што ги бара се уште начините како да се надминат евентуалните секундарни ефекти, да се најдат уште подобри генерации на овој лек, се уште се активни и имаат место. Меѓутоа, за нас хронична миелоидична е денеска најлесна од тешките работи што може пациент да ги има. Тука сме сигурни дека изгледаме фантастично во очите на пациентите. Ќе ви дадам едно апче и ќе видите што ми збори човекот. Ми вика дека имам леукемија, дека ја ќе бидам окей. После сваќа дека е точно. На наша радост е точно. Ние не може да бидеме добри лекари ако нашите пациенти не се добри. Нашиот успех се огледа во успехот на квалитетот на животот и на должината на живење на пациентите. Ке ги поканим и гледачите од овој момент да се вклучат во денешната тема амбуланта, да постават прашања на темата која што говориме. Професор доктор Оливер Карамфилски ќе ги даде сите одговори на дилемите кои што ве мачат, поврзани воопшто со хематолошките заболувања. Професоре, така можеме малку да ја прошириме темата, доколку пациентите сакаат да постават прашање и кој што излегува надвор од темата, секако ќе биде добре дојдена. Колку често контроли правите во моментов, Игор? Па на 2 или 3 месеци, зависно. Да. И тоа што ствари нели се ја земаме терапијата, да кажем, за 3 месеци. Или за 2 месеци, како е. Сега последно беше за 3 месеци. И што обично се прави? Се зема крв? Да, само се прави, се зема крв и се прави низа. На неколку месеци, сега јас не знам точно тоа како иде, за што кажа професорот за длабок молекуларен одговор, се земаат повеќе проветки. Така да за повеќе анализи, инаку се земаат неколку за нормална крвна слика. После неколку часа ги имаме резултатите веќе со докторите си имаме нели на Вибер, за да нема потреба нели сега да доаѓаме до клиника. На Вибер ги имаме резултатите и таблетите ги земаме во дневната амбуланта и тоа се продолжуваме. Чувствувате притисок додека ги чекате резултатите, што ќе кажа стигнете резултати или веќе сте опуштени? Постои малку постои, ајде условно кажано, не неизвестност, него сепак чекате резултат. Али не толку како на почетокот што беше. Мислам дека како поминува време, дека состојбата е стабилна и дека така малку сте помирени. Може ли долго време да се земаат овие терапии? Се случува ли кај пациенти да се јави неподносливост код нив? Неподносливост е причина за прекин или заменување на терапијата. Меѓутоа, дали можат од безбедносен аспект, денеска знаеме дека можат. Како што ви реков, лековите се во употреба 27 години. Има пациенти, како таа група за која што ви кажем, кои што преферираат да останат по терапија и денеска ги земаат, немаат никакви проблеми со тоа, имаат сепак нормални резултати од крвната слика. А што е со останатите форми на хронична леукемија? Дали таму се прават некакви истражувања за нови лекови кои што би дале подобри резултати во контролата на болеста, бидејќи таму веќе зборуваме за контрола на болест? Две базични форми од кои типови потекнува леукемијата. Ова е од миелоични клетки, другите постоечки се лимфатични клетки и таа е хроничната лимфоцитна леукемија. Проблем кај хроничната лимфоцитна, која што ја немаме кај миелоичната е врзана само со една генетска аномалија. Хроничните лимфатични се врзани со еден куфер на генетски проблеми, кои што не може да се надмине со еден единствен лек. Најголемиот број на истражувања и на барање на нови лекови во моментот во хематологијата постои кај хронична лимфоцитна и кај мултипниот миелом. Тоа се многу растегливи практично категории на заболување. Од толку многу лекови некои делуваат кај еден пациент, кај друг не и така натаму. Тоа е проблем. Меѓутоа, за среќа ви реков дека хроничните лимфоцитни во најголем број од пациентите не ни бараат лекување. Така не ни бараат. Лекување имаме гледач, ќе му дадеме предност да го слушнеме, се извинувам, неговото прашање. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Телевизорот да ви слуша. Да, ќе го замолам само гледачот да го намали тонот на телевизорот.
бидејќи тоа е очигледно проблем што не можеме да искомуницираме успешно. Добар ден. Добив знак дека имаме уште еден гледач, ако не да го вклучиме тој, а на првиот гледач да му се појасни од режија на кој начин успешно би можел да се вклучи во програма. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушаме одлично, повелете. Поздрав до сите во студиото. Ви благодарам. Вака, од август имам диагноза Ходжкин, Ходжкин. Добро. Професоре, можете да слушате добро? Ме слушате? Да, ве слушаме одлично. Вака, почнав со терапија, први одев со агресивна, не може, организмот не ја поднесуваше. Ерчо, некаде до 3 терапии ја прекинавме, пошто имаше лош ефект. Потоа уште една терапија и сега сум на имуна терапија. Вака, сега правя пред известно време пет скен. Добро, резултатите ми се добри, но имам еден проблем. Имам многу чешење по целата снага. Целосно. Целото тело ве чеша, ако ве разбрав добро, така? Целосно, да, целосно чешење. Професоре, да немате некој прашање само дополнително? Сега е на каква терапија? Сега рековте на каква терапија од режија, ќе замолам малку погласно во студио? На имунотерапија сте во моментов, така? Да. Ова е една од успешните приказни во хематологијата исто така. Значи, болест која што се лекува во над 90% од случаите на пациенти со ваква болест, кај кој што ретко практично се случува да не реагираат на прволиниската терапија. Меѓутоа, затоа и постојат неколку линии на терапија. Пациентката сега на која што е терапија, таа практично би требало да го надмине несаканиот или проблемот што го имала со првобитната терапија. Ако е 5 скенот во ред, би требало да биде болеста под контрола. Меѓутоа, точно е дека кај пациентите со Ходжкинова болест се јавува како дел од заболувањето, чешањето. Нека е сите, меѓутоа кај некој се јавува. Значи, дел од заболувањето, а не терапијата, така? Не. Самата болест? Самата болест. Создава таков симптом. Кај многу ретки пациенти. Во почетокот, кога јас учев за Ходжкинова болест, тоа стоеше као карактеристика. Натаму го изфрливме, рековме, да, може да се јави, меѓутоа не е постојан знак. И не е битен за болест. Меѓутоа, на пациентот што му смета, на него му е тоа битна работа. Така. Препорачувам да се обрати практично на лекари кои што се бават со овој дел, не со хематолозија, меѓутоа на дерматовенеролозија евентуално, да добие некој лек кој што го намалува чешањето како симптом. Тоа не е карактеристика која што ја влошува или подобрува болест. Меѓутоа, бидејќи тоа е доминантниот проблем кај пациентката, да се обидеме да го намалиме проблемот кој што таа го чувствува. Иначе, болестот се контролира со 5 скенот. Дали го имаме првиот гледач на линија? Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам што се вклучивте во денешната телма амбуланта и што поставивте прашање. Дали имаме уште еден гледач кој што пред малку неуспешно се обидуваше да се вклучи во емисија? Добар ден за него. Добро, ние ќе продолжиме понатаму, па доколку е на линија ќе ни дадат знак. Колку е честа хроничната леукемија наспроти акутната? Што се ова почесто? Двете заедно, ако ги соберам, практично нема да знам да ви кажам. Мислам дека се јавуваат тука некаде. Може би грешам, може да би сепак ако ги собереме сите хронични, да, ајде да речеме дека се тука некаде двете заедно и акутните. Акутните знам секако дека ги имаме со фреквенција од барем една нов пациент со акутна леукемија неделно на клиниката, да. Имаме гледач, ајде да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ве поздравувам сите. Јас се водам во дневна болница од 2015 на хематологија. Така? Ме слушате? Да, одлично ве слушаме. Се лекувам од полицитемија, да не го кажувам кој картон ми е бројот. Така? Ова е бескрено лекување. Не знам дали има шанса да се одобрат молекуларни прави испитувања, секакви. Не знам. Така имате чувство како да е бескрено лекувањето, професоре, да немате некој прашање дополнително? Не. Ви благодарам за вклучувањето во програма.
Полицитемија е едно од трите оние заболувања кои што ги спомнавте во едно од претходните прашања. Тоа се така наречени Филаделфија негативни, хронични, миелоични, односно миелопролиферативни заболувања. Полицитемијата некои лекари се уште не ја третираат како болест, бидејќи главниот проблем на таа состојба е премногу добрата крвна слика. Аха. И многу од тие пациенти се доаѓаат Што значи високо железо, високи еритроцити, не? Висок хемоглобин и висок број на еритроцити. Одлична ти е крвната слика, дури многу добра. Да, јака крвна слика, што знае да кажа. Треба малку повеќе познавање на хематолошките проблеми да се знае дека и тоа е заболување. Премногу добрата крвна слика или премногу јаката крвна слика најчесто и најлесно и најдобро за пациентот се лекува со периодични испуштања на еритроцити, односно на црвени крвни клетки на крв. Испуштање на крв, всушност, така? Не е вака во кофа, него во кеси ги колектираме, меѓутоа, да. Не изгледа ништо драматично, меѓутоа тоа е практично онака вампирска метода, нели, испивање на крв малку. После одредено време цениме потребата од фреквенција за такви испуштања на крв. Ако таа надминува 2 до 3 пати годишно, можеме да поминеме и кон други типови на лекувања кои што се таблетарни. Ако освен црвените крвни клетки пораснат и тромбоцитите, односно крвните плочки и леукоцитите, што е можно кај оваа болест, исто така минуваме на таблетарен облик на терапија. Меѓутоа, порано од оваа болест практично имаше последици кои што не бе очекувани. Или ќе направите инфаркт или мозочно крварење, бидејќи компликациите се можни такви, а да тоа не биде препознаено дека можело да биде спречено. Сега сме, ние сме од другата страна на проблемот, професионалци кои што сакаме да им направиме добро на нашите пациенти. Долготрајно лекување, а сепак одржување на квалитет на живот, за мене се уште представува добра работа. Така. Значи, долготрајно ќе биде лекувањето, доживотно? Нема начин да застане таа болест. Нема начин. Се уште. Ќе најдеме. Сме нашли за една, ќе најдеме и за други. Секако медицината се развива, науката оди напред. Така. Кога станува збор за ризик факторите кои што доведуваат до леукемија, дали се тие познати? Еве изолирани се кај хроничните леукемии одредени генови, кај некои одредени гени, кај некои форми на хронична леукемија еден ген, кај други повеќе гени. Што е со акутните? Дали таму е некаква генетска наследна позадина одговорна за болеста или пак може би се некои други фактори кои што играат значително? Бев внимателен со интерпретацијата што значи генетиката. Генетиката е одлика на болеста, меѓутоа никој пат не спомнат било каква каузална поврзаност. Значи, ако имаме таков ген, не значи како ќе добиеме болеста. Тоа е прашањето за кокошката и за јајцето. Дали прво го имаме генетиката па се јавува или прво се јавува леукемијата, па тогаш откриваме дека има. Значи, тоа се малку различни работи. Меѓутоа, акутните леукемии знаеме дека може да бидат предизвикани со надворешни работи, како што е, например, зрачење. Сите нуклеарни катастрофи резултираат со зголемен број на леукемии. Имаше една афера дека и на блискиот терен тука према Косово од бомбардирањето на НАТО, од ураниумот во бомбите имало, тоа после го заборавивме малку, бидејќи не може во толку кус период да се јават. Меѓутоа, такви фактори се познати. За хроничните леукемии во толку мноштво на поврзаност не може сигурно да дефинирате една причина за настанок леукемија. Меѓутоа, поврзаноста може да се појави. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден. Се исклучи првиот гледач, дали вториот е на линија? Добар ден за него. Добив знак дека двајца гледачи очекуваат вклучување. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Само ќе замолам одриже малку погласно во студио, за да можеме добро да го слушнеме прашањето. Повелете. Ве слушаме одлично. Ве слушам, јас сега ве слушам во ред. Повелете. Значи, прашањето е, може не е точно со темата, а е поврзано сепак нешто. Јас сум медицинско лице и син ми на 37 години му диагностицира биполарно. Поради лековите, тој беше крводарител од дете, од 15 години. И сега, значи, поради овие лековите му рекоа дека не треба да дава крв, не знам шо како, пошто еднаш му се сложило таму кога давал крв. Дали ова испуштање на крв што го слушнав докторот што кажа, е пожелно
и одредено време да прави такво испуштање на крв или да дарува крв. Демек не му била крвта за употреба, не знам што, како таква некој објаснување дадува, што не ми се логично. Така, тоа трансфузиологија предпоставувам дека сте го добиле, дека поради лековите што ги прима вашиот син, тој не е кандидат да биде дарител на крв. Он добива некои напади, као не можеме да ги дефинираме дали... Ова е една сосема друга тема. Уште лутаме. Професор, што може... Молам докторот за одговор за оваа ситуација да ми каже што. Не ја слушнав диагнозата. Биполарност. Не, тоа е сосема друга. Нешто што не е врзано со крвни заболувања. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Еден од проблемите што го имаме долги низ години, тоа е да направиме разлика меѓу тоа што е трансфузиологија и што е хематологија. Хематологија е главно работа што се бави со малигни заболувања, односно болести на крвта. Трансфузиологија се бави со крводарителни акции, со прибирање на крв за потреби на другите медицински гранки. Така да тоа е никако не поврзано, освен што физички во клиничкиот центар делат една зграда. Така, значи нема никаква поврзаност, тоа што ви го споменале, предпоставам дека се однесува на лекот што го зема нејзиниот. Што значи луѓето што го ординираат лекот знаат дали таква крв може да се употребува натаму или не. Професора, какви се резултатите во лекувањето на акутната леукемија? Има работи за кои што не сакам да бидам во телевизиска емисија, тоа се акутните леукемии. А ако ги читате, кога зборевме за читање, читајте нови работи, во класичните учебници по хематологија се уште стои на прво место реченицата акутна леукемија е најтешко малигно заболување. Меѓу сите нема други, ни во онкологија, ни во хематологија. За жал, а морам да бидам реален, бидејќи не сум дојден тука да кажувам бајки, акутната леукемија, како што сум ја затекнал да ја лекуваме, начинот на лекување, модот на лекување, на почетокот на мојата професионална кариера и денеска е непроменет. Со самото тоа прогнозата, можностите се променети малку. Едно, сме нашле подобри начини за така наречена супортивна терапија, односно за подпора на пациентите во тек на лекувањето. И втората работа, која што е многу значајна, тоа што е воведовме методата на трансплантација на хематопоетски матични клетки. Меѓутоа, проблемот е за да го донесете пациентот до состојба да се трансплантира, а по правило се трансплантира од друг дарител, семеен или не, ако не постои во семејството, мора да го донесете во хематолошки, односно во онколошки, состојба на ремисија, мора да биде повлечена болест. Тој дел од успехот се уште стои на максимални 10 до 20% долготрајно гледање. Не во моментот, туку да тој ефект се задржи. Значи, неопходна е ремисија за да се направи трансплантација. Апсолутно. Ако трансплантирате пациент без ремисија, само е прашање на месеци, да не кажем на недели, кога болеста повторно се врати. Со кој темпо може да се развива акутната леукемија? Зато се вика акут. Може една недела. Одеднаш да дојдете во таква состојба да ви паднат сите елементи од крвната слика, драстично да паднат, да почнат да има температури, крварење, модрици, такви работи, да сте малаксани. Апсолутно. Така. А кога се однесува, кога зборуваме за трансплантацијата, дали со тој метод од како ќе се примени, сметате дека пациентот е излекуван? Да. Излекуван е, меѓутоа, ви реков, мора да донесете пациент во состојба да биде трансплантиран. Тука е предизвикот всушност. Тука е предизвикот, тука е условот за да се надевате на нешто понатаму. Има пациенти кои што сега веќе не се пациенти, се пријатели, за кои што сум радосен. Во нашата професија немате многу прилики да се радувате. Пациентите што се долготрајно без никакви проблеми, ви се основа за тоа да се чувствувате добро дека нешто сте направиле. Јас сум воспитуван од родители кои што кажувале дека медицина се студира и се практикува за да им помагате на луѓето. Не за да заработите од тоа, не за да станете славни од тоа. Тоа, барем кај нас, не се случува. Меѓутоа, пациент кој што се тоа пребродил, направил трансплантација и десетина години наназад, се добри, без никакви проблеми, сметаме дека и натаму ќе бидат добри,
Многу е ретко после толкав период на години да се случи да се врати болеста. Теоретски е можно, меѓутоа не е многу веројатно. Представува предизвик да се најде донор за тие пациенти кои што се во ремисија и на кои што им е неопходна трансплантација? Тоа е еден од напредоците што системот го направи во Македонија, односно и покрај тоа што нема голема база на домашни дарители на хематопоетски клетки и коски на срцевина, ни беше дозволен влез во базата на европските и светски пациенти за пребарување на можни дарители за тие што ги нема во семејството. За семејните одат на испитување, ако најдеме семеен, тоа е секој пат прв избор. Погоден, ХЛА компатибилен, значи идентичен имунолошки како примателот. Тоа таа типизација всушност се прави. Да, со здрава крв, тоа се прави тука и за тоа е лесно. Меѓутоа, ако нема таков пациент, а тоа е можно кај што немате многу деца во семејството нормално, тогаш не е дозволен влез во базата на податоци во соработка со Институтот за имунологија, професор Петличковски, и ако има било каде во светот, и такви сме користели и до сега на клиниката, во мојата пракса, тогаш неговата крв бива праќена, односно неговите хематопоетски матични клетки биваат испраќени, тоа е колекција на клетки, ништо посебно, не изгледа некако драматично, не се носи со воен транспортер, една мало пакување, и тоа се клетките што пациентот ќе ги добие, меѓутоа повторно условот мора да биде добар кога ќе ги прима клетките. Така. Клучна е ремисијата. Многу ми е драго што ги разјаснивме овие поими, хронична и акутна леукемија, за гледачите да сватат дека има и различни прогнози кај оваа болест. Игор, што би им советувале на пациентите кои што ја добиле еве вашата диагноза хронична леукемија? Па дека ќе бидат во ред. Нели, со редовно следење, со редовни контроли. Нели, ние имаме прекрасни доктори, така да што се максимално посветени. Апсолутно сум сигурен во тоа, така да би требало да се во ред и без депресија, така. Така, вие нормално го живеете животот. Апсолутно. Квалитетот на животот не ви се наруши или има некакви промени од порано и сега? Не. Се е нормално. Вработен сте во театарот за Да, нема никакви, ни физички, ни никакви, мислам, нема промени никакви. Се е во ред, функционирам нормално. Така, работите како шминкер, како мејкап артист? Да, работам сум во детскиот театар. Работам и на филмови, нели, реклами, проекти разни, така да. Се случува да се соочите со прашања поврзани со вашата болест кога ќе разберат со што се соочувате? Не, имаше претходно, пошто неколку години се чува состојбата за себе и во театар баш се шалиме со една колешка актерка. Као исто предогледала нешто се као да се подначува, вика леле, вика ама сум гледа, вика као леукемична сум. И знаете, малце сега се ценувате, као вие сте пациентата, иако нели не е ништо ни страшно, ни ама малце зборот кога ќе се случне, пошто може би нели и они не ги знаат сите типизации, не така лаички, малку као леле, вика као леукемична сум, као бледа било, така да после се смееме некако. Мислам кога јавно проговорив за тоа, така да останува како анегдота, да. Како анегдота, така. Да. Има многу позитивни примери. Ако ви кажам дека имам еден пациент кој што исто така не го сметам веќе за пациент, кој што беше диагностиран во многу млада возраст, сега е студент на медицина. Сега учи за болестите за кои што тој беше лекуван. И еден од најдобрите студенти во генерацијата на факултетот. Кога си одев од клиниката им реков, пазите го овој затоа што некој пат ќе дојде да работи со вас. Така, он бил инспириран и потикнат, претпоставам и тоа од тоа што го има преживеано. Не е ретка приказна, сум ја слушал и од други средини, дури во странство, дека такви случаи се може. Со пациентите кои што дел од нив повеќе не се пациенти, сега сте и пријател? Многу долги години. Излегуваме некој пат заедно, се гледаме, мислам, тоа не водиме веќе разговор за хематологија, водиме нормални разговори, излезете во кафана, ќе спиете пијечка, ќе вечерате, ќе... Ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Професоре, посакувам што поуспешни приказни и што подобри резултати на пациентите кои што се соочуваат со оваа диагноза и што поскоро да се најдат решенија и за оние болести за кои што представува голем предизвик лекувањето. Му кажував на Игор пред да почнеме со емисијата, јас сум единствениот
хематолог кој што сака да остане без работа. Кој што сака за сите работи да има лекови како за болеста на игур. Одите, земите по едно од розевите апчиња секој ден, готово. Одите, земите од зелените по еден апчиња. Тоа би било прекрасно сценарио, Сакам да нема потреба од хематолози во светот. Так, тоа би било едно идеално сценарио. Игор, благодарам што ја споделивте вашата приказна во Благодарам на Телма поканата Амбуланта. уште еднаш. Почитувани, ова беше се во денешното издание на емисијата. Ви посакувам пријатен ден.